да ма има та пичка, майче на май. Още ли? Тука ли си още, бе? Другерашо, слушай ма сега. Лай ще ти да завърши тази работа и лелай за 2 недели тук машалото за каса вики бе. Пархет. Пархет, за пархет машалото тук 2 недели. Види ли то отчет, види, направили цяла Библия. Значи Трет завет направили тук за колко време ти тук машалото 2 недели. Ай по-бързо от кидой той Абдал. Не иде ме е набудала да взиме тази момичката, фала Богу, ке армас ми и сега малко спряму тук. Ке завърши работа, лепилото, шо по 3 такви кофи носим на ден. Лепе или не лепе то лепило? Дејан, за прв пат во мојата емисија, меѓутоа огромно ми е задоволството затоа што имаш и огромна публика зад тебе и обожуватели, претпоставувам. Кажи ми, значи накратко твојата биографија, кој е Дејан Малазарков, како дојде до оваа идеја да снимаш вакви хумористични скечеви? Скечеви или не знам како се нарекуваат, не сум проверил во речникот кој е посебниот термин. Како и да. Идејата почна од мајка ми. Искрено да. Првиот клип беше за Соковникот на 7 август, ако се сеќавам добро. Татко ми купи некој соковник, мајка ми рече ајде направи нешто. Прво бев малку скептик, малку не сакав да го направам тоа, али се собравме нели со другарите. Бидна како бидна, имаше позитивни реакции. Другиот ден нов клип, третиот ден нов клип и некако тргна работата. Се беше непланирано, спонтано. Шигбане! Ама та сакам бе човек, не сакам да се нервериш, се е убава, спремна. Паричка от тебе не сакам нищо. Не сакам само, ако треба и дзидавто паркет ки ги направиме, ако треба в двор и го постелям цял со паркет. Нищо пари не треба. Лепилци ти носи и всеки биде в много яка фуражечка. Чао! Како беше Дејан во училиштето? Дали беше така духовит како што е на своите клипови? Затоа што јас мора да констатирам нешто. Кога ги симнуваш гевгелиските карактери, значи кога ги глумиш, значи има целосна сериозност кај тебе. Без разлика што ние може и да паѓаме од смеење дома. Да. Па по природа сум доста сериозен и не сум многу по муабетот. Али знам за глупости и у средното бев така. Кога бев на часови, нели? Сакам да прашам од каде доаѓаат идеите. Значи, ги имаш повеќе теми, но и како ги реализираш? Дали претходно мислиш, дали претходно ставаш нешто на хартија или тоа се доаѓа така спонтано? Пола. Инспирацијата е од целото општество, од се што гледаме. Колку е Дејан разочаран од Гевгелија и гевгеличани? Оти многу често смети мета на подсмев. Тоа е нашиот начин на гледање на работите. Да. Зошто велиш нашиот начин на гледање на работите? Значи постои некоја екипа која што е зад тебе. Кој е тоа? Димитар Новаков, Димитар Попов, Јован Озунов, Петар Побрклиев и Трајче Стојан. Во што се вклучени? Како ти помагаат? Во кој дел? Во делот за идеите, за снимање, за секој има своја задача во даден момент. Не е конкретно ти треба тоа да го правиш, ти треба тоа. Сите некако предонесуваме на некој начин. Магаре, стануј бе! Среќен празник! Среќен 8 март. Јас у тоа 8 март и у тие жени јас на води реđe сум дојден. Каков 8 март до 1 мај? Ти не ме заебавиш, не е 1 април, а? И јас на 1 мај тук в Дојран, знаеш какви риби имам фатано? Имам фатано една струмичка риба, скопска имам фатано. И од тетова имам, и од еднаш ми се има закачено една од струга една риба. А знаеш ли зашо е ден на трудот, 1 мај? Знам. Зашо е? Ути, на 1 мај тук в Дојран многу риби трудни останат. Сам реста тук. Ракија! Ке те спунчам, ракија! Дејан, видовме еден од твоите клипови, еден од твоите хумористични
скечеви. Јас веќе прашав, меѓутоа многу се интересирам како тоа доаѓаш до самите теми. Значи од каде ги црпиш инспирациите? Тука не се работи за книги, не се работи за, да речеме, литература која што ќе те потикне да ја научиш напамет па ќе ја изгумиш. Сепак на некој начин сметам дека тоа е и можеби природна дарба самиот да ги составуваш и текстовите. Мислам дека самиот ги составуваш текстовите. Да, во најголем дел да, но кога некогаш ќе подзаглава малку, имам екипа која што доста е да ти прави муабет, па од нив ќе се инспирираш или ти ќе им кажеш нешто, па они ќе се инспирират, ќе дојде до поголемо ниво и така функционирам. А инспирацијата од секаде, буквално. Например, ќе напишеме неколку реченици, ќе почнеме да снимаме и во текот на снимањето имат многу импровизации, многу импровизации и така доаѓаме до целиот продукт. Дали е тешко рече дека еве идејата некој пат паѓа така наеднаш, меѓутоа тоа сепак претпоставувам дека и во твојата глава се врти, но снимањето дали се повторуваат кадрите, дали по неколку пати мора да се оти ние кога гледаме, нели гледаме и сметаме дека тоа е во еден момент сето снимано. Да, али некогаш снимаме и по 10 пати еден клип, пошто некој ќе се насмее од страна. Така да можеби ќе додадеме нешто во текот на снимањето, ќе ни текне уште нешто, па не било доволно добро за нас, па ќе го повториме. Така да се случува по повеќе пати да снимаме, а некогаш и на прва биднува. На буква П. Ама полека малко ти с тия буквите, Арно. Јас од буквите ги знам само Е, Ф, Ц, Г, Х, Г. Само дуравто, на рамоните ги знам, а разбера виж. Тате 2 години на класниот именден му свире за 4-то време да заврши. Полека малце. А кој буква беше са? П? П. Ба ја работи на паметекнува. Путка ли, а? Не, Не путка. Павличава маздана. не, Писка на свиронот. Неле? Е па пакетка фанта. не, Парастамол. не, Парастас. не, Погреб. не, Павлинка, мојата комшика. не. Па шо е? Јајца од препаница. Така, зошто главно Гевгелија и гевгеличани во клиповите? Па не сметам дека се само гевгеличани во клиповите. Тоа се карактери кои што ги има во секое општество. Така барем јас мислам. Така да затоа се пронаоѓаат луѓе од други градови, затоа се шири, пошто сите имат по некој стар во фамилијата, како Чигване. Така да, мислам дека во секое општество имат такви карактери. Јас мора да искоментирам затоа што Чикване го насмеја и нашиот камерман Васко. Еве ви, значи самите гледачи може да видат дека при снимањето не е се така едноставно. Може да заглавиме, може да повториме, меѓутоа ние не повторуваме. Ја имаме таа пракса да не повторуваме затоа што нашите разговори се лесни на некој начин. Тоа се секојдневни разговори кои што ги водиме со нашите гости. Јас имам еден предлог за вие газите на кафичи, на дискаци. Значи, зеете да си вовеите скара и салати. Според таа музика што ја пушките вие, тоа е најдобро, ќе се уклапе во сата ситуација. Оти кочите луѓето. И веќе кога повраќат, тие локалите камеристите на конјушница веќе да повраќат, го повраќат веќе тоа што треба, не? Да не се заебаме. Дали се обидувате надвор од Гевгелија да излезете или дали размислувате на таков потек? Да, веќе сме биле во Струмица и во Штип. Сега повторно планираме да има неколку понуди за надвор од градот, па чекаме прво репризата, нели, да заврши, да биде се добро, па ќе продолжиме во други градови. Го препознаваат ли Дејан на улица кога поминува? Да. Што значи тоа? Да?
Малце би е премногу. Зошто те задеваат, те прашуваат нешто? Кога како? Кога како? Да, Пријатно или непријатно? пријатно, да. Вчера изпаднах. Бех в един локал и на този дето му викам, дай да се напием нещо. Не, аз съм менаджер, вики. Добро би, си ти менаджер, сайш би. На друго дето питам, дай да се напием нещо. Не, и аз съм менаджер. Сите менаджери стана, опичко матер. Со второ лейне купано, сите стана менаджери. Добро, не е мое да судам, али? Пички имай. И тоа, оттамо нема ареса. Влезех в диско и гледам там диджејот. Значи, се гледа дето ти у дома се крие, нема още 18 години. Пушке там некој сети в мега време кантер играе. Бог да чуем. На вратата пред да влезам, та хостеста ми вика, дете дай лична карта. Това бе, викам лична карта, 25 години имам, що те на те? Вики, аз не би ти дадел ни 18. Ти доста еднъж да ми даеш на мене. Ки са вие ти 18 пъти. Бръшо тук и казах, ще влезех. Кога работите, каква техника користите? Значи, која е таа опрема или не е опрема, не знам, вие си знаете, меѓутоа еве да разобличиме уште нешто кога зборуваме за овие видеоклипови. Па, опремата е никаква, уствари. Снима Димитар Новаков со обичен телефон и не сакаме да преминеме на кадри, на професионално, на што знам, али кога снимаме реклами, тогаш да, тогаш малце повеќе се замараме околу тоа. Ве бараат ли луѓето за реклами? Да, има помнење. Има помнење, така. Скапи сте или ефтини? Скапи сме, ново. Немој така, гледаат па нема да ве нарачуваат. За летно време, клал ми не, как се викаше, не амортизери, ароматизери клал. Оти жив човек мирисе, не по-умра. Прами и за жени ковчези, тия са малко така по-суоблини. От макагони дърво ги правим, аз сега ти покажа. Ето. Виж, това е, значи тук са облинички, с макагона е направено, нема грешка. Ама малци не са практични, например, ако сега чашка да си оставиш такви работи, тази работа не е. Али и пък добро е. За женско да го пишеме някакви си нейни случки от животото. И то. Ето съм правил, да кажем. Има и венци правим аз. Имам направено убави венци. Имам и en комшия, че толкова много му са ареса венците, синът си го кръсти по ник. Венци са вики дето. Ама иновация. Нема дали. Ова е истиот Дејан кој што го гледам, што тропа, што чука на тапање од време на време. Да. Значи музиката и ова глумењето сепак дел од твојот живот, уметност. Да. А во некоја група членува или не, Дејан? Порано да, бев многу активен. Сега како што знаеме нема ни многу свирки во градот, така да поретко. Така, од каде пак се вметна љубовта кон тапаните, односно кон музиката? Од секогаш, кога завршив средно, кога си дојдовме од матурска, си заштедав пари, си купив тапани и почна се. Чукаш ли уште, дали свириш уште? Да, активно. Знам секој ден да седнам по сат време. Соседите не им пречиш на соседите? Не. Сакаат да те слушаат? Да. Меѓутоа сакаат и да те гледаат како глумиш најверојатно. Валјда да. Значи, среќен празник на нас момците од понежниот пол. Значи, јас сакам да објаснам, значи, црвената боја за нас символизира љубов, блуд, пасија, огин, и меѓу црвената боја и фашизмот постои една уска веза.
Zbog čega втори го одбраме ние за наш празник? Значи той станува збор за поврзаноста со поимот двоцевкаши. Значи мислам дека символиката е много очигледна. Јас не се срамам од тоа што сум. Многу луѓе још увек плюјат по мене, ми викат изрод, гадуру, ти си джган, ти си изрод, тебе ти треба помош од свештено и духовно лице. Никој од тоа не ми го најде на мене патот. Значи, мојот пат го најде мојот партнер. Ние се сретнаме, значи още пред очите он ми стои на мене како беше облечен во едно светкасто розово одело, значи ноше една добра стегнана хеланка, што имше одраз на неговите прави нози, беше кутиелен. Значи, ние се сретнаме на аеробик и он ми го покажа на мене патот. Јас не им судом на тие луѓе што фрлат, значи, погадни зборови по мене. Тоа е се од неедуцираност, значи од незнање и од неизживеаност. Дејан, колку ти се допаѓа Гевгелија како град? Јас постојано ова прашање го поставувам на моите соговорници, затоа што и емисијата обработува главно теми за градот и луѓе, личности кои што го одбележуваат овој град, како што и ти. Значи, како ја доживуваш Гевгелија? Мислам дека Гевгелија е прекрасен град, можеби најдобриот град во светот, но мислам дека треба да се развива културата многу повеќе. Да, може би и малку прашувам околу културата, меѓутоа што е тоа што и недостасува на Гевгелија на културно поле? Повеќе театарски представи, повеќе музика, се што е поврзано со култура и што го немало тука. Сега ти кажа дека и свири, значи музички си наобразован. Ги следиш ли културните настани кои што се случуваат? Или не? Во Гевгелија? Во Гевгелија, да. Да, секаде. Секаде. Да. Колку сме, например, значи квалитетни во тој поглед, во тој однос според твое мислење? Во Гевгелија има деца кои се на светско ниво во тоа што го работат, но само им треба шанса. Треба шанса. Како да ја добија таа шанса? Не знам, дали самите, дали некој треба да им помогне, не знам. Или може би финансиите се во прашање исто? Дефинитивно да.